Денеска во кошаркарската Суперлига на Македонија се играат надпреварите од шестото коло. Шампионот МЗТ Скопје гостува во Гевгелија кај Кожув. МЗТ Скопје има биланс од 5 победи од исто толку надпревари, додека гевгеличани, кои имаат скоро 3:2, првиот дел од шампионатот го завршија на лидерската позиција. На другите две средби играат Лирија Работнички и Куманово Фени Индустри. Вечерва се игра и дуелот од петото коло од плејаут лигата. Струмица ја пречекува екипата на Пелистер Спорт од Битола. Фудбалерите на Бајер Михен ја декласираа Барселона со 4:0 на Алијанс Арената во првиот надпревар од полуфиналето во Лигата на шампионите и веќе се со една нога на Вембли каде на 25 мај се игра финалето. Бундеслигашот ја разби играта на шпанците кои со недоволно заздравениот Меси не беа ниту бледа сенка на могниот голгетерски состав кој ги мелеше противниците во досегашниот дел од сезоната. Головите за баварците беа дел од Милер во 27-та и 82-та минута, Гомес во 49-та и Робен кој во 73-та минута ја затресе мрежата. Барселона по овој дебакал во Германија ќе има невозможна мисија да ја анулира преноста на противникот на реваншот на Nou Camp закажан за 1 мај. Речиси никој не веруваше дека баварците ќе бидат така убедливи против големата Барселона, но ете и тоа се случи. Бајерн со една нога е веќе во финалето на Вембли, но Хајнкес не сака предвреме да се радува, бара максимален фокус и на реваншот во Барселона. Вечерва во второто германско-шпанско полуфинале играат Борусија Дортмунд и Реал Мадрид. Организаторите на Вимблдон најавија зголемување на наградниот фонд за $9,9 милиони, што значи дека вкупната сума на награди годинава на престижниот турнир на тревната подлога ќе изнесува $34,4 милиони или зголемување од 40%. Новиот награден фонд е најголемиот вкупен награден фонд во историјата на професионалниот тенис. Победниците во финалето во машка и во женска конкуренција ќе добијат по $2,4 милиони во споредба со 2012 кога добија по $1,75 милиони. Отвореното првенство Вимблдон се игра од 24 јуни до 7 јули. Во NBA плейоф од синаќа се одиграат 3 средби. Тимот на Голден Стейт изравни на 1:1 во серијата против Денвер Нагетс откако славеше во вториот надпревар нагости со 131-117. Стивен Кари со 30 поени и 13 асистенции се погрижи за првиот пораз на Нагетси пред своја публика по пауза од 3 месеци. Кај воините Джек даде 26 коша, Барнс 24 и Томсон 21 поен. Гостите уфрлија 14 тројки од 25 обиди. Лоусон и Бруер постигнаа по 19 поени за Денвер. Мајами Хит со серија од 12:0 на стартот од последниот период славеше со 98-86 над Милвоки Бакс за водство 2:0 во победи. Джеймс се прекина серијата од 22 меча во низа во кој постигнал барем 20 поени, заврши со 19 коша. Вейд беше најефикасен со 21 поен, а на спротивната страна Илјасова даде исто толку поени. Њујорк Никс победи во вториот надпревар против Бостон од првата рунда на источната конференција од NBA плейофот за водство од 2:0 во победи со 87-71. Мело беше најпрецизен со 34 поени, Джејар Смит придаде 19 во победата над Селтикси. Пол Пирс даде 18 поени за Бостон, а серијата сега се сели кај Селтикси. За вечерва на програмата се исто така 3 плейоф средби.